Се враќаме назад во живо од студиото и со нас е колегата Дејан Андоновиќ и анализата на што е оно што е во фокусот во светот. Дејан, здраво. Добар ден. Долниот дом на Конгресот не успеа да го поништи ветото на Трамп, долниот дом каде што мнозинството се демократи. Да, меѓутоа помошта на Трамп да не се урне неговото вето, дадоа и одреден број на представници од републиканската партија, па Доналд Трамп онака еуфорично во свој стил изјави дека еве конечно разбра кој им е председател на Соединетите Американски држави. Ова е уште еден, би рекол, втора победа на некој начин на Доналд Трамп. За кратко време. За кратко време, во 3 дена 2-0 води, во смисол на тоа дека нели пред 2 дена падна обвинувањата за наводна вмешаност на Русија, нели. Односно не пронаоѓањето на доволно докази да се обвини Доналд Трамп дека имало руско мешање во предизборната и изборната кампања за претседателските избори во 2016 година. Сега тоа е втората победа, односно не успеа да му го тргнат ветото кое го стави во представничкиот дом, а она што е и трето, можеби што е во повидок да биде уште една победа, уште една битка да добие, е околу зидот, нели тој, да подсетиме, бараше околу 5 милиарди долари за изградба на зидот кон Мексико да ги спречи тамошните мигранти да влегуваат во САД. Да. Меѓутоа, они Пентагон барем вчера е информацијата дека веќе обезбедил само 1 милиарда долари, што уште 4 веројатно ќе се бараат од други фондови, што само кажува дека Доналд Трамп како да влегува во контраофанзива на половина од својот мандат, а се со цел нели за 2 години да успее евентуално, ако е најави својата кандидатура, да ја добие номинацијата од републиканците и да трча во втора изборна претседателска трка, но може би ќе оди и сам. Ако не се лажам, баш рече дека ако и да не го изберат републиканците, тој е доволно самоуверен да да стојат за него, меѓутоа Доналд Трамп се соочува со се уште има големи обвинувања. Тоа го велат и светските анализи, велат да, ова со руското мешање беше најекспонирано како обвинување кон него, но Доналд Трамп се уште е под лупата на истражните органи околу проневера на некои финансиски средства од кога е председател, но и неговата компанија и неговите компании кои и пред да стане председател како бизнисмен имаат некои контраверзни трансакции, па најверојатно се очекува дека неговите политички опоненти ќе се обидат нели да ја насочат истрагата на друга насока, како што тоа го гледаме и во другите држави, каде што опозицијата по секоја цена ќе гледа да го дискредитира оној што е на власт, за да добие поени и утре да евентуално освои таа функција. За да ја затвориме темата со Доналд Трамп, му се случува едно пријателство со севернокорејскиот лидер. Еве 1-0, тоа може да биде 1-0, еве 2-0 нека биде овој извештајот каде што нема вмешано со Русија. Ова веќе 3-0. Колку е ова сето ветер во грб за Доналд Трамп и неговите активности во Венецуела? Ветер во грб добива на политички план, но ми се чини дека тој ветер во грб може да му биде контрапродуктивен кон Венецуела, бидејќи ветерот од грб му доаѓа однатре, не му доаѓа од Русија. И Русија има ветер во грб. Ветерот во грб на Мадуро конкретно е руската подршка за која нели ја анализиравме и испраќањето на руска војска и руска воена опрема во Каракас со цел да се заштитат руските интереси, но и да се заштити, како што велат во Москва, актуелниот и демократски избран режим на Мадуро. Но она што можеби нема е ветер у грб е дека оваа цела состојба наликува малку на онаа во Сирија, значи Башар ал-Асад исто така се најде на мета на западните сојузници, пред се на мета на Соединетите Американски држави, му беше организирана внатре опозицијата да гурне, но откако Москва и Русија решија да се вмешаат после 4 години, Башар ал-Асад и натаму на власт, па дури утре може ќе биде и фактор на мир на Блискиот исток. Оттаму ова сценарио наликува на тоа, руските војници се на теренот, испратена е воена опрема, Москва, односно председател Владимир Путин не крие дека сака да остане на власт демократски избраниот за нив председател Мадуро, така да ќе видиме како сето тоа ќе заврши, особено што Соединетите Американски држави во моментов имаат внатре да би рекол различни гледишта Доналд Трамп и Пентагон, тие не гледаат исто за евентуална интервенција, но и западните сојузници заедно со Доналд Трамп и Соединетите Американски држави и она што е најважно, латиноамериканските сојузници на Трамп
кои, иако се против режимот во Венецуела, и Колумбија и Бразил барем за сега одлучија нивната територија да не се користи за евентуални воени преместувања и воена интервенција. Антоновиќ, друга актуелна тема е секако и неизбежно што треба да го прокоментираме Брекситот. Некако сега од вчера па навака се добива впечаток британскиот парламент контра Меј. Па не е контра Меј, да. Амандмани, меѓутоа некако се вжештува атмосферата во таа релација, нели, од како веќе беше објавено. Меѓутоа и она главно прашање што веќе гледам по медиумиве се поставува, дали фактички може британскиот парламент да реши ситуацијата со Брекзит. Па очигледно ќе мора, јас ќе повторам, очигледно откако Лондон и та мощната политичка заедница увида докаде и како дојде состојбата со Брекзит, како да одлучи целиот Брекзит и целиот неуспех да го префрли на товар на името на Тереза Меј. Па ми се чини дека и самата Тереза Меј јасно е дека нејзината политичка кариера е буквално готова пред се поради Брекзитот. Британскиот парламент денеска расправа, меѓу опциите се и одржување на можеби втор референдум за Брекзит, напуштање на Европска унија без договор, што е најстрашната варијанта, или напуштање на Европската унија со некакви трговски договори по урнекот на Норвешка, значи Британија да не биде во Европската унија, но да има специјални трговски односи со земјите од Европската унија како да е нејзина земја членка. Но она што е последно и што на некој начин се шпекулира е дека нејзините заменици на Тереза Меј веќе ја разгледуваат денеска во Лондон и тоа веројатно вечер можеби ќе биде објавено временската рамка за повлекување на Тереза Меј од премиерската функција, кој ќе дојде на нејзино место. Има неколку опции, една од опциите нејзините заменици, друга од опциите се моредните тие избори кои одамна нели ги кажуваме во јавноста, тоа е доколку дојдат опозиционите лабористи, дури да го суспендираат скроз Брекзитот без никаков референдум, едноставно пупу не важи, продолжуваме понатаму. Значи ќе видиме дека денеска и наредните денови можеби ќе бидат преломни. Се поизвестно е дека Тереза Меј ќе мора да отстапи, зборувам од својата политичка позиција. И ќе потсетам дека самата Тереза Меј лично не беше за таков Брекзит, но бидејќи дојде на власт, ја наследи власта со тие ветувања дека Британија треба да напушти Европската унија, ќе ја спроведе агендата до крај. Денеска значи ги разгледуваат опциите во парламентот, но и разгледуваат временска рамка кога Тереза Меј ќе се и официјално ќе се повлече од премиерската функција. Едно сценаријата. И третата тема која што ја работиме за денеска е еден наслов кој што е употребуван во повеќе медиуми од светот. Интернетот повеќе нема да биде ист. Затоа што е усвоен контраверзниот член од Европскиот парламент, контраверзниот член 13, кој вели дека ќе бидат регулирани авторските права на интернетот, а оттаму интернетот како слободен проток на информации сега одеднашка ниту Google, ниту YouTube, ниту Facebook, ниту Twitter нема да можат да објавуваат се без дозвола на авторските права. Например, филмови, например, трейлери, например, слогани на некои филмови ќе мораат пред да го закачат тоа на самите линкови на своите платформи ќе мора да барат авторски права, што само укажува дека ќе се отвара стравување дека ќе се ограничи слободата на проток на информации, слободата на проток на говорот конечно, па оттаму многу од земјите членки беа против овој закон, но некако тој се крчкаше подолго време во Брисел и сега го усвојуваат, ќе видиме што ќе биде понатаму. Ама не големиот товар во секој случај ќе го земат големите компании. Тие ќе го земат големите компании, но ајде ако почна интернетот така сега да анализираме и шпекулираме. Ако дојде до ова многу брзо интернетот веќе нема да биде онаков каков што е денеска. Ако ние плаќаме денеска на провајдерите, утре ќе мораме да плаќаме на Google, на Facebook, на оние платформи кои ги користиме, а тоа е шокантно у денешно време и на овие денешни генерации да мораш да платиш YouTube. Веројатно нема да го платиш. Да, но можеби некако се наметнува тука прашањето покрај сите проблеми и ситуации кои што се случуваат и во Европската унија и воопшто во западните земји, дали сега беше правилен момент за вакви промени, особено во интернетот, па и неговото целокупно правилен влијание. момент е во насока на тоа да се ограничат оние содржини со омраза, со повикување на насилство. Но од друга страна мора да гледаме и другата страна, а тоа е дека
за многу брзо време собствениците на овие компании кои веќе ги рековме стана мултимилиардери, а многумина од уметниците, од писателите, ги користат нивните авторски права, не плаќаат за тоа, па оттаму и веројатно некој сакал да направи мал баланс, ама ми се чини дека ќе дојде до огромен дисбаланс, бидејќи светот е сменет, протокот на информациите е многу сменет и оттаму ако се ограничи протокот на информации, практично светот ќе се смени или ќе се врати 50 години на нас. Добро. Да. Јана, Дијана Донович, секако ти благодариме секогаш за анализите на актуелните настани од светот и регионот, а останете со нас, ќе се видиме повторно околу 17 часот, а сега следуваат вестите на 1 ТВ и колегата Александар Петрески.